Геотермалната енергија наскоро и во Македонија би можела да се искористи како извор за производство на електрична енергија. Такви се плановите што произлегуваат од преземената обврска до 2020 година од вкупното производство на електрична енергија кај нас 20% да биде од обновливи извори, каде освен соларната и ветровата се вклучува и геотермалната енергија. Бидејќи досега овој сегмент не беше докрај правно регулиран, државата презема конкретни чекори за донесување соодветни законски одредби. Владата е во фаза на анализа да се измени тарифникот за овластени тарифи за производство на електрична енергија, каде што ќе се утврди тарифа за производство на електрична енергија од геотермална вода, која што моментално ја нема. Тоа би било предуслов да се изнајде инвеститор кој што би изградил електрична постројка, односно постројка за производство на електрична енергија. Со тоа би се зголемил и енергетскиот потенцијал на Република Македонија, на Кочани, на регионот, а тоа би значило и дополнително инвестирање и економски бенефит за регионот. Во Македонија во моментот има 7 концесионери за користење на геотермалната енергија, а оценките на Министерството за економија се дека најуспешен меѓу нив е Кочански водовод. На барање на предпријатието, специјализирана чешка компанија изготвила физибилити студија за потенцијалите за производство на струја од геотермална енергија. Анализата покажала дека постојат добри предвидувања за геотермалното лежиште подлог бања, каде струја може да се добива од геотермална вода на длабочина од над 2000 метри, каде се очекуваат температури и од над 110 степени Целзиусови. За да се реализира целата активност, неопходни се дополнителни геофизички истражувања. Пресметките се дека за сите истражни работи и за изградба на така наречената бинарна централа, што би имала капацитет од 3,2 мегавати, ќе бидат потребни околу 16 милиони евра.